Здраво, другарчиња! Верувам дека денеска сте навистина добро расположени. Впрочем, така треба да бидете и секој ден. Ама, сега, на почетокот од ова наше другарување, ајде најпрво, заедно со мене, уште повеќе да се расположиме со една убава детска ведра песничка. Ајде да чуеме. Влюбени се пчелата и цветот, таква љубов нема на светот. Цветот нежно јагушка и гали, среќни како деца мали. Токму така, јас, еве искрено да ви кажам, навистина многу се расположив. Верувам и вие. Верувам дека песничката ви се допадна. Ова, впрочем, е позната песничка од нашите другарчиња од фестивалчето Поточиња. Јас сега ќе ви прочитам неколку прашања кои подоцна, откако ќе го завршиме денешното другарување, ќе ги замолам вашите мајки или вашиот татко. Ќе замолам можеби или баба и дедо, некој што е дома со вас. Овие прашања кои што сега ќе ви ги прочитам, да ви ги постават. Најпрво всушност уште еднаш да ви ја пуштат песничката, убаво да ја изиграте, да се расположите уште еднаш, а потоа да си поразговарате нешто во врска со тоа што ни се раскажува во песничката. Еве вака, например, да ве прашаат зошто во песничката се вели дека се влюбени пчелата и цветот. И како може тие вистински да бидат влюбени? Или пак, например, што значи тоа да си влюбен? Верувам дека секој од вас можеби има некој кој што има своја симпатија, кој што му се допаѓа. Понатаму, како некому му покажуваме дека го сакаме? Како тоа можеме да му го покажеме? Како да му го нацртаме можеби? Се уште не знаеме да пишуваме, но сигурно дека знаеме да нацртаме и знаеме со која боја љубовта да ја обоиме. Верувам дека е така. Понатаму,
Како си помагаат пчелката и цветот? Вистински, другарски. Ќе ја чуете песничката и сигурно ќе ве потсети да дадете точен одговор. Што е тоа што ни го создаваат пчелките? Верувам дека знаете. Дали е здраво да јадеме мече? Секако дека да, ама мене ме интересира тоа што ќе кажете вие. И последното прашање, каде застанува пчелата на цветот? Кое е тоа важното место на цветчето и што секое цветче го има, каде што пчелката треба да застане за да ја заврши својата работа? Ете така, неколку прашања интересни и лесни и знам дека сигурно најточно на светот ќе ги одговорите. Сега, пред да одиме на нешто друго, за кое што ќе зборуваме во ова наше дружење, сакам накусо да ви раскажам една приказна. Приказната е токму за овие вредни пчелки. Сите зборуваме дека се вредни, дека се послушни, дека се исполнителни, дека едва чекаат денот да се раздени за да тие почнат со својата работа, ама ајде да видиме што се случило со едни пчелки кои што влекле во дворот на сестричките Јана и Марта. Токму така, Јана и Марта живееле во куќа, а покрај куќата имале и свој двор. А во дворот, деца, прекрасна градина, да, со најубави пролетни цвеќиња во секакви бои, црвени, жолти, розеви, бели, шарени, виолетови, убави од убави по убави. Јана и Марта секој ден посакувале да излегуваат во дворот, да си поиграат, да си потрчкаат, да дишат воздух, да вежбаат, да танцуваат на некоја песничка. Но, ете тој ден решиле најпрво да седнат на лулашките и малку да се залулаат. Додека така, Јана и незината сестричка Марта се лулале, тишина било во дворот, немало никој околу нив, ама наеднаш се чуло нешто. Повторно. Јана и Марта начуле и сакале да откријат од каде им доаѓа тоа зуење. Се свртиле лево, десно, погледнале подалеку, поблиску и наеднаш, кога погледнале на местото каде што имало од најшарените и најубавите цвеќенца, забележале рој од неколку пчелки. Да, здружени, весели, разиграни, разлетани, летале и се радувале на цвеќињата на Јана и Марта. Така, Јана и Марта продолжиле да ги гледаат и сакале да откријат што е тоа на вистина што ќе прават овие пчелки. Постојано слушаат дека сите кажуваат дека пчелките се вредни, дека многу мече ни прават, дека со тоа мече ние ќе бидеме здрави и така натаму и сега имале можност вистински да видат што е тоа што прават пчелките. И на вистина, другарчиња, застанале и гледале. Пчелките дечиња летале од цветче на цветче, се содрувале меѓусебно, се бакнувале, со своите крилца се погалувале, биле среќни, весели и расположени. И највеќе од се вредни, токму така. Тогаш Јана и Марта веќе сватиле дека тие пчелки така вредно секој ден летаат од цветче на цветче. Дошле и во нивната градина, оттука отишле во градината на некои други дечиња, па посетиле места каде што има само дрва и на дрвата каде што има цветчиња. И сиот полен го собрале, а потоа, така вредни и натоварени од многу полен, одат летаат до што? До нивните куќички, каде што се растоваруваат и се олеснуваат за да можат потоа повторно да собираат поленов прах. Ете така, другарчиња. Вредните пчелки ги убедија Јана и Марта, а всушност ги поттикнаа дека и тие треба да се вредни како нив. Тогаш Јана, бидејќи е поголема сестричка од Марта, и предложила на Марта и рекла: "Ајде Марта, јас и ти, вака сега.
Најпрво да се гушнеме, како што се гушкаат пчелките. Се гушнале Јана и Марта силно и си ги побгалија обравчињата. Потоа Јана и рече: ајде Марта, сега да одиме во нашиот дом, таму сигурно мама ќе ни помогне или веќе ни подготвила нешто вредно да сработиме со нашите вредни рачиња, исто како што вредно работат пчелките, за да научиме и да покажеме што всушност сме научиле за пчелките. И еве, другарчиња, ова е првата нивна идеја. Најпрво, со рециклирање на хартија, другарчиња мои, Јана и Марта, а и нивното другарче Давид, направиле едно прекрасно саќе од оној мед што го собираат. Всушност тоа е местото каде што полека го исполнуваат и таму се таложи најубавиот, најздравиот и највкусниот мед. Понатаму, работеле што работеле, дошле на идеја и малку и да обојат. Еве ни една влюбена пчеличка која што лежи веќе на цвеќето кое што било во градината. Меѓутоа, за да тоа биде уште поубаво, а да и пчелката ни биде уште пошарена, треба вие да ја обоите. Да обоите цвеќето во боја која што вие најмногу ја посакувате, а знаеме пчелката со жолто-црна боја. Понатаму, што се овие? Можеме ли да погодиме? Овие се ликови кои што ни покажуваат како изгледаме кога сме среќни, како кога сме тажни, како кога сме не многу расположени, кога нешто не боли или кога сме лути. Во целата оваа приказка никој никому не се налути, но како и да е, ние треба да ги распознаваме нашите емоции и она што го чувствуваме и вистински да го споделуваме со сите околу вас. Мислам дека Јана и Марта ни дадоа многу убави идеи, мислам дека песничката многу добро не расположи. За крај реков ќе си ја пуштите уште еднаш песничката со вашата мајка или тато, или со било кој да сте дома и потоа крајно ќе одговорите на тие прашања што на почетокот ви ги дадов. До гледање, другарчиња, до наредно видување. Поздрав!